24-та, ја, Игор Джамбазов и Мирче Донески покојни отидовме кај премиерот на Република Македонија, Бранко Црвенкос. И као вие, Копиљ, ти збори, вика, пошто Игор генерација со него, значи Мирка Велиновска, со него нешто, нели, као, он е либерална, кажи ме мали што е проблемот, Бранко Црвенковски, викам, вака премиера, викам, млада држава, 3 години уствари, тешко ни иде на другите спортови, индивидуални уште, меѓутоа у културата растураме, кај да е, нели, дајте да инвестираме во културата и не мислиме само на театар, на ова, него спортска култура, култура на живење. И вака не гледа Бранко Црвенковски ни фрли по еден плав Ротманс. Значи да не се сезаат. Шокиви се на вас глумците, парија. Толку веќе. Од мала. Тоа е односот до ден денеска на кон културата во Македонија на политичари. Најстрашно е што во тој период и во овие 30 години имавме луѓе кои излегоа од нашите шугави гардероби, кои беа наши колеги, кои најлошото нешто го направија за културата. Се уште мислам дека никој не може да го надмине полошо и човек кој не направил ништо, Слободан Унков. Ако ти кажам Зоран Љутков, ти ќе кажеш? Види, Зоран Љутков очигледно дека ќе го надмине и најлошиот министер што го спомнав за култура, затоа што Зоран Љутков е првиот министер што добил 800 тужби од актери и културни уметници. И он ќе биде запомнен, ја тоа не му го направив. Затоа е он јаден, затоа што е послушник, затоа што ова што го прави, очигледно е он папет, марионета, да клима на влада таму, да се сложува што ќе му кажат другите министри кои му го одредуваат буџетот, да се слика, да оди таму, да патува во Јапан. За жал, ако актер, своите актери ќе ги остави уметниците 20 дена пред Великден и за Великден без плата, ако ќе им ја смали платата после тоа, нема да го испочитува колективниот договор. Притоа он е актер, супругата е актер. Децата му живеат од 2 актерски плати или не може. Значи за да го направиш ова најверојатно не се базираш на платата толку.